Од вчера па во наредните 15 на дена, просториите во Домот на културата Илинден ќе ги красат сликите на академскиот сликар Стефан Хаџиниколов. Изложбата вчера вечер во рамки на јубилејната 20-та литературна манифестација ја отвори Евтим Клетников, кој рече дека сликите се како излезени од сонот. Една уметност треба да биде свечена, а боите се најсвеченото нешто што постои на светот. Зошто? Онај кој ја читал од вас и Библијата, ќе види дека уште во првата книга Битие, создавањето на светот, во првиот ден од создавањето Господ имено ги создал боите. Не боите, буквално светлината. А светлината подоцна и научно со својата волшебна призма Њутон докажа дека е спектар на боите. Не е нешто. Така да ние фактички живееме во бои, живееме во светлина и сликарите најубаво знаат тоа и го спроведуваат. Ова сликарство на Стефан Хаџиниколов, јас не можам поинаку да го наречам отколку сликарство на сонот, ониристичко. Тој и во насловите на своите слики ни дава сугестија, правец да се движиме, пат да се движиме во тој правец, бидејќи тој тип на сликарство, кое мене ми е посебно драго, Стефан го знае тоа, ги наречува пейсажи на душата. Јас велам пейсажи на сонот, душата која сонува. Ова е една од многобројните самостојни изложби во богатата уметничка кариера на реномираниот сликар Стефан Хаџиниколов. Тој, како што кажа пред нашата камера, најчесто е инспириран од женското тело, па честопати го отсликува на платно. Изложбата е представена со 42 слики, сите се масло на платно. Не се работени повеќето од сликите специјално за оваа изложба, тие се од некои минатогодишни изложби, но се, можам да кажам, за прв пат скоро сите дела представени во Македонија. Дел од сликите беа во Турција представени на изложба, во Бугарија и дел кој ги направи специјално за оваа изложба, тоа се сликите со теми од општината Илинден, тоа се цркви од околните села. Имам долгогодишно искуство, повеќе од 35 години изложувам. Ова е моја 76-та самостојна изложба. Добар дел од изложбите се и надвор од границите на Република Македонија. Па јас обично сум познат по две теми. Едната е фигуративно сликарство, каде што ја сликам женската фигура, работам и нефигуративни слики, тоа се пейсажи на душата, кои се и најчесто покажувани последните неколку години. Исто така работам портрети, по тоа не сум многу познат, но сепак работам и портрети, и тука некаде се движам, значи во главном работам масло на платно. Во рамки на манифестацијата, вчера вечер во Домот на културата беше промовирана и антологијата 10 унгарски поети во избор и препев на Паскал Гилевски. Промотивната реч ја одржа амбасадорот на Унгарија Ласло Дукс и поетот Блаже Миневски. Како што нагласи унгарскиот амбасадор Ласло Дукс, изборот на песни и поети е внимателно селектиран и говори за едно од најплодните времења на современата унгарска поезија, нагласувајќи дека преку творештвото на унгарските поети, унгарската поезија прераснала во една од позначајните во светски рамки. A magyar költészet, ezért a magyar irodalom, ez egy nagyon-nagyon fontos része a kultúránknak. Поезијата зазема многу големо високо место во нашата култура воопшто и унгарската поезија всушност настанува некаде во средниот век, од тогаш почна на унгарскиот јазик да пишуваат песни нашите поети. Низ историјата унгарската поезија помина низ разни влијанија од запад, почнувајќи од германското, италијанско, француското, за да при крај на 19 век, односно почетокот 20 повторно француското влијание биде најсилно во унгарската поезија. Писателот Блаже Миневски пак рече дека со прибавот на Паскал Гилевски, поезијата од унгарските поети звучи моќно и помакедончено, како од македонските ридишта и котлини. И веднаш да кажеме дека изборот и препевот од унгарски на македонски јазик е на поетот, романсиер, есеит и преведувач Паскал Гилевски, кој во изминатите неколку децении помакедончи, омакедончи, замакедончи или примакедончи цела една библиотека врвни дела
односно десетици автори од унгарската, грчката, француската, бугарската и српската книжевност. Притоа, како автентичен автор со широк спектар на возбудливи предизвици и интереси во секое дело, што го приопштува кон нашата култура, освен јазикот кој го почитува како жива материја, штедро го вложува и целиот свој емотивен и творички сензибилитет, со кој на секој препеан стих или преведена реченица им дава сертификат на автентична уметничка натурализација, односно резидентна тапија за постоен престој во Македонската книжевна република. Токму затоа неговите препеви звучат толку природно и толку македонски во секој поглед. Стави ја раката врз челово мрежно, како да е моја твојата рака нежна. Чувај ме ко оној кој што би ме стрелал, како мојата судба твоја да е цела. Сакај ме како да е добро, како да е твое ова срце топло. Да направам една антологија, друга антологија, но само од 10 автори, една десетка. И на сите што им кажував, многу се бе изненадени како ќе направиш на 10 поети. Тоа е најтешка работа. И вистина, јас потешка ми беше ова да ги изберам тие 10 кои ќе види, зашто најмалку едно 4-5 што се рамни речиси на овие 10, не се застапени. Мене особено ме радува дека книгата ова антологија ја излезе на во еден естетски многу убав облик, да речеме издание цело, и се надевам дека на тие што ќе земат да ја читат, ќе им се допадне, ќе се отвори и ќе им се отвори целата унгарска поезија. Комплетна уметничка завршница на настанот му даде и флейтистката од Унгарија, сопруга на амбасадорот Дукс, Жужана Ѓурина Дуксне. Во знак на благодарност, градоначалникот на општина Илинден на амбасадорот Ласло Дукс и на поетите Блаже Миневски и Паскал Гилевски им подари статуетка за особен придонес во културата на општина Илинден.